Значи, денеска вест број 1, да речем, во медиумите, колабрира колекторскиот систем, нема фекали во Охридското езеро и ред други работи. Сега, новинарите го цитираат извештајот од Центарот за јавно здравје. Да. Дали не е добро протолкуван извештајот или пак во извештајот има некоја забуна, па се помешани пумпна станица со колекторски систем? Значи, еве го извештајот, го испечативме ние, го видовме, го разгледавме и со сигурност можам да кажам дека многу погрешно се толкуваат извештаи. И ќе ви кажам зошто. Во препораките, односно во точките кои што се ставени како загадувачи, од точка 10 е наведено, ќе цитирам, односно ќе прочитам: хотел Десарет, автокамп Градиште, Љубаниште и Ливадишта, ресторан Острово и другите гостителски објекти во Свети Наум се приклучени на канализациониот систем кој е изграден во Свети Наум во 2013 година, но истиот не функционира. Да не одам натаму, значи имено кажува дека имено во фазата на третман на отпадни води постои само дробилица за фекалните материи, но не постојат филтри, нема хлорирање на отпадната вода која што се испушта директно во езерото. Значи одека се работи за пречистителната станица во Свети Наум, во комплексот со Свети Наум, со која што стопанисува токму комплексот Свети Наум. Значи ова не е колекторски систем, ова е пречистителна засебна станица. И пред некој месец имаше забелешки по однос на резултатите од оваа пречистителна станица, но повторно ќе потенцирам, ова не се работи за колекторскиот систем со кој што ние стопанисуваме и кој што е изграден во 1987 година. Како функционира колекторскиот систем? Со гордост можам да кажам дека колекторскиот систем функционира со преку 85% од капацитетот кој што го има. Проблемите кои што се тековни ги решаваме многу брзо. Сите оние критични точки кои што беа, знаете и вие, дека во 2019 и 2020 година со средства од државата се отпочна со санација. После тоа периодот на ковид, енергетска криза, немавме донација од државата, но со сопствени средства поставена е автоматика на сите градски препумпни станици и која што автоматика си го покажа своето токму за невремето кога што беше во Охрид. Значи, ние успеавме сета атмосферска и фекална вода во тоа невреме да ја прибериме, градов да остане, да не биде поплавен во целост, да не биде целиот со фекали излеан согласно невремето кое што беше. Пречистителната станица исто така работи, имаме механичко и биолошко третирање на отпадната вода. Анализите од Центарот за јавно здравје кои што редовно сега овој период зема, ево пред 10 дена имаме извештај од Центарот за јавно здравје кој што кажува дека водата која што испуштаме во реципиентот Центриме од трета категорија и е согласно, односно ги задоволува критериумите за испуштање на вода во реципиент. Значи, останало е проблем Трпејца, Ливаништа, кои што не се приклучени, како ќе се решава тој дел? Значи, ние работиме на таа проблематика. Токму сега во петокот подпишавме договор, односно меморандум за разбирање помеѓу нас, Министерство за животна средина и шпанската фирма ИДОМ, консултантско-проектантска фирма, која што е должна во рок од 10 месеци да изработи проекти и техничка документација за пречистителна станица во село Љубаништа. Во разговор со локалната самоуправа, наместо проектот за Трпејца, кој што требаше да го направиме, бидејќи општината има направен проект, бевме замолени и таков проект и нарачавме да ја собериме отпадната вода од село Елшани, која што во моментот преку реката директно се влеват во водите на Охридското езеро. Проект за Радожда, за покривање на Радожда до Еленкамен со засебна пречистителна станица. Проект за нова пречистителна станица во Подмолје, која што ќе ги третира водите од Охридскиот дел, односно Охрид и населените места по Охрид, и која што вода после третман ќе се користи за наводнување на зелените површини во Охрид, а не како досега водата за пиење да ја користиме за наводнување. И уште една работа која што треба да се направи е ревизија на постоечкиот проект од 2015 година, кој што нажалост досега не беше реализиран
да се направи ревизија, истиот да се искористи за да се изврши реконструкција на пречистителната станица во Враниште. Дали ова значи дека после овој проект и после овие зафати комплетно ќе биде заштитено Охридското езеро? Ова значи од дека македонска страна. Ова значи дека конечно ќе имаме проекти со кои што ќе може да аплицираме. Во петокот разговаравме со министерката и со представниците од кабинетот од министерката дека со овие проекти ќе уште од одма ќе се аплицира према ИПАР 3 програмата и према останатите европски фондови за во најбрз можен рок да ја затвориме цела македонска страна, да биде покриена со да биде заштитена. Значи да не влегуваат како сега и како што е нотирано во извештајот непречистени отпадни води, води од септички јами да влегуваат директно во водите на Охридското езеро. Реколте 10 месеци проектот, така толку за проектот. За 10 месеци треба да добиеме готови проекти. После тоа се аплицира, па очекуваме средства, па после може да се очекува. А контактирате ли со албанска страна? Има ли ако се помести работите од математичка? За сега многу малце. Знам дека во Подградец на големо веќе го работат колекторскиот систем и продолжуваат према Лин. Име тие исто пречистителна станица помеѓу Тушениште и Подградец. Не во некоја завидна состојба и не дека функционираат како што треба, ама гледам дека и тие веќе почнаа да работат на проблематика. Редовно сте на терен, значи имате екипи 24/7. 24/7, со оглед на тоа колку гости имаме и колку туристи има, може ли да ги смириме дека навистина колекторот функционира, водата е Значи колекторот, повторно ќе кажем, функционира. Нормално е како и секој еден систем да имаат испади, но сум среќен затоа што дежурните екипи наши за многу краток период реагираат и сето тоа се санира. Пример вчера и завчера, значи без разлика што беше недела, бевме контактирани негде околу 14 часот за излевање на фекалија од шахта кај препумпната станица Круша пред Пештани. За 40 на минути беше сето тоа санирано, а проблем беше што змија беше влезена, имаше направено краток спој на препумпната станица во Елешец. Сето тоа беше санирано и беше решен проблем. Исто така вчера проблемот со преголемата количина на вода која што беше дојдена од дефектот кој што го имаше водоводното предпријатие Водовод од Охрид, во се додека тие го санираа бидејќи беше на непристапно место и беше така малце поголем дефект, сета таа вода влезе преку секундарната канализација во нашиот систем, малце повеќе не оптерети, но уклучивме повеќе пумпи, бидејќи, повторно ќе кажем, со почетокот на санацијата, сите препумпни станици ги имаме максималниот капацитет на пумпи и можеме сите да ги користиме, така да граѓаните, туристите и посетителите можат спокојно да ја користат водата од Охридското езеро и за крај. Значи, ние охријани вода пиеме од Охридско езеро. Значи, нема шанси Охридско езеро да дозволиме да биде загадено, затоа што лично јас, фамилијата моја и ние охријани пиеме вода од Охридското езеро.